Драги приятели, вечера и по-точно ноќеска одлучи повторно се дружиме преко видео. Бидејќи има многу информации, треба да напишем неколку 3 до 4 текста. Това е предолго за мене. И затоа одлучив да се дружиме. Да не кажете се дека не мислам на Македонија, бидејќи цел живот и тврдо што го посветив, ќе почнам прво македонската политичка сцена, на кој ќе се случуваат многу интересни работи. Тој ќе ви го образложам со следното. Со наталната карта која ќе ја постирам со овој текст, каде не избили се многу работи. Значи, мене уопште не ме изненадуваат моменталните афери и скандали што се случуваат. Тоа се случуваат поради многу работи. Затоа е, можеби, Марс внимание у трето поле, значи аферите излегуваат на површина. Сонцето полека се враќа во прво поле. Значи, примерот се и дваата се обидува да нагадат топката да ја смире ситуацијата. Но колку ќе може, тоа ќе се види, бидејќи ова година е доста интересна. Некаде од пролета почнува и ретрограден Сатурн во 11 поле. Значи, ќе се создават коалиции, а Сатурн владе со 10 поле, значи не е исклучено да дојде до предвремени парламентарни избори, сам тука е прашање дали истите ќе ги предизвика самата влада или ќе додат неминовно вака. Значи, по-добро е да ги предизвика сама, верувам дека тој ќе го направи, но пред тоа ќе има други потези. Тоа е можно качување на пензии и така натаму. Давање поддршка на народот во случајот на кризата и сами предизвикања. Ти вака и во самата влада, поточно во СДСМ, не во владата, значи, владеачката партија доаѓа до големи расколи. Се шпекулира дека Мраков Реков се враќа, се види дека Скопското крило ја напушта поддршката на СДСМ, подочно на нивниот лидер. Значи, Заев сега е многу важно како ќе одигра, за него мислам. Но како и да одигра, неминовни се предвремените избори, но зависи дали тој ќе повлече првиот потек или ќе биде принуден. Ако биде принуден, не знам како тој натаму ќе се случува. Но планети окажуваат на многу лоша соседба. Значи, во момент Марс, кој веламе директирање на 6 степења и влегува во четврто поле, значи ќе има поголеми бунтови на народ и скандали, а четврто поле е домот, значи во Македонија ќе се случуваат негови работи. Треба да се внимава, а воедно ќе биде во аспект со наталното сонце во Македонија, а сонцето владе со 6 поле, тоа е влада или премиер. Значи, кој што купат, кажам уште пред 2 месеца дека од средината напред до половината на мај, скоро до крај на мај, постои, треба да обрне внимание премиерот Заев на неговата безбедност, постои голема можност за обида ликвидација, па и сама ликвидација. Треба да обрне внимание, но не сака повеќе тоа зборам, има си веројатно тролози кој ќе провери, може би ја грешам, се надам дека грешам, дека лошо го толкува говорот на планетите. Тоа би сакал кратко толку, не би сакал да коментирам политички изјави нити на ВМРО, нити на СДСМ, затоа се имат партиски говорници. Тоа е за мојот македонски народ и кажам што очекувам што треба да бидат подготвени. За мене може во моментот многу е поинтересна светската политичка сцена, нормално која ќе се одрази и врз Македонија. Таму е еден вистински театар, кај што не се знае кој пие, кој плаќа и повеќе личи на римските оргии. Прво би започнал од председателот на САД, Џо Бајден. Само признава дека не му е ќен дека во овој момент САД да воведе или поточно да започне студена војна со Кина, бидејќи не се во таква можност. Кина економски ги престигна, буквално ги банкротира. И затоа се слушнал со
премиерот на Велика Британија Джонсон и разговарале да вклучат тука Јапонија, Индија и Австралија во заеднички фронт да ја скротат Кина. Малумно, тоа мислам. За мене тоа е малумен потек, непромислен, поточно кажано да не кажам. Бидејќи не се моќни, и кој што се десува до Кина, она се обидува да стигне во моментот Русија на војно поле или во електроника, на тоа не успева. Се обиде повторно да лансира ракета за да изгради вселенска станица, но не успе и падна ракета. И сега не знам точно каде деловите ќе паднат и ќе можат нападнат во населено место и да направат жртви. Од друга страна, па во Северна Кореја се бесни изјавата на председателот на Џо Бајден, кој рече дека во моментот Северна Кореја е една од оние земји која треба да се скроти. Они му порачуваат да врива какви изјави дава. Тоа го почувствува и предходен председател со Трамп, кој во последен момент се повлеча, сакаше да ја нападне Северна Кореја. Може би ето каде оставлива, кој јавно кажал дека позади Северна Кореја стојат руските и кинеските научници. Тоа се потврди, после тоа се напушти и отидува чак Трамп, ако се добро сеќавам, значи предходен председател на САД Доналд Трамп беше на 2 самита или разговора со председателот или лидерот, поточно кажано, на Северна Кореја, Ким, кој не се шегува. Они веднаш по првата закана ја тестира хидрогенска бомба, што е поека од нуклеарната, да се разбереме, и ја тестира под земја и она сруши една планина, намерно се тестираше под земја, бидејќи да не се почувствува која е јачина, а Северна Кореја по Корејската војна која се водеше, беше буквално направена цепсија од бомбардирање од САД, и од тогаш они почнаа да градат атомски засолништа, значи многу работи, многу лаборатории, многу војни полигони се наоѓаат токму под земјата. Но тоа не значи дека Северна Кореја не настојува да им го врати Милото Драгано на САД. Ја многу пати кажа во моите коментари, поточно кажано, анализи дека не биде конфликт меѓу Кина и САД. Но во тој конфликт, тоа го базира и на мои визии, и на анализи, и на геополитика, и на се. Интересна има визија, од кога почнам да размислам од тоа, има визија како Јапонија правила нуклеарка на Америка, поточно на САД. Но обично кој ќе спомнам некоја земја сосема друга, и сега се думам дали тоа ќе направи Кина или како Маша ќе го искористи Северна Кореја, а Ким нема власт, значи он има што да ја враќа на САД, за разлика од Кина. Сега би се префрлил малку на Русија и на рускиот председател Владимир Путин, кој маестрално игра на светската политичка сцена, буквално кажано ги здрви и САД и Западот, особено Чешка. Чешка им протера 18 дипломати, а Русија им протера 20 дипломати, значи 2 повеќе, Полска им протера 3, русици на Полска 5, честице фактички, значи нивната амбасада во Москва не може да функционира со оние што остана. И Чешка се надеваше, значи измисли афера што од 2014 што нема логика, мислеше дека ќе поддржи Варшавската група, тука е Полска, Унгарија и така натаму, но не ги поддржава, и Чешка се надева во небрано, а тоа го направи по директива на САД, значи тука САД изгуби војната. Европската унија воведе санкции на Русија, но Русија веднаш ја возврати, значи санкции кон некои руски фирми. Русија веднаш воведе санкции кон председател на парламентот на Европскиот парламент,
и на многу нивни званичници. Меѓу другите воведе санкција чак меѓу тие службеници на ЕУ, високи и на францускиот, и затоа во Франција рускиот амбасадор го повика и Макрон сака да обложи ситуацијата, но тока Путин не поминува. Но најинтересно што покрај Путин и председател на Белорусија доби сила и се закани на ЕУ дека ќе имат проблеми со тоа што ја воведува санкција и на Белорусија. Значи, можам слободно да кажам дека оние што сега, турски, индиски серии, треба малку да направат пауза, бидејќи идат многу поинтересни работи, тоа творените трагикомични работи на светската политичка сцена и препорачувам да почнат повеќе да следат настаните во светот. А многу интересно и корисно за целиот свет една работа што се случува. Да не чуди ово намалувањето на заразените, освен во Индија кај што се густо населени. Брачниот пар Гейтс, поточно сопругата Белинда Гейтс, одлучи на Бил Гейтс, значи, да не кажам така сатанистички, ама тоа се гледа, да му даде корпа, бидејќи се разликувале во мислењето. А во суштина се работи за едно веројатно и они што добие не го остави оно што сака. Во сад веќе некои држави го забранија да се издава корона пасапортот, значи ќе прифатат другите држави, значи нема ништо да има од пасор за корона кој вакцинира, кој не е. Тоа е краткотрајно. Значи се случуваат многу работи, треба да ги следиме. Но во моментот ќе биде страшно сега кој ќе престане, а мора веќе ништо не работи економијата, се отпуштат работи, само Америка има веќе 1/3 невработени на 30%, што никош не имало, за време на Трамп има само 4%, а сите работи поскапуваат како и тука. Значи корона мора да престане, кој што потенцира рускиот експерт добро кажа дека до 1 август најкасно треба да престане, бидејќи се овие западот во колапс, функционира само две економии се воздадено, тоа е кинеската и руската економија. Значи, драги пратени, престои циркус. Сега не се знае кој ќе биде разводот, за да му пратиме на Бил и Мелинда Гейтс во учество. Но се надеваме многу брзо ќе биде, бидејќи настаните на светската политичката сцена не идат по нивните ноти, уште само марионетските држави и државници ги слушат, но и на тоа ќе дојде крај, бидејќи сад пострада баш токму поради нив, они ќе бидат раснати во собствената држава. Драги пратели, ви посакам ова вечер убав сон и време е малку да почнете да користите главата, поточно мозок, за размислување, да не го отсете сожакано. На жените може да им простам што главата е користат може би само за чичење, но не намалите, ти сите немат коса. Така да ја мојата и да сакам не може да користам за чичење, а и не би ни сакла и намерно. И тоа што има го бричам. Значи не се срамам да изгледат, но затоа се срамам ако мозокот не ми работи. Не е страшно ако си инвалид телесен, страшно е ако е умствен инвалид. Затоа размислувајте со своја глава да не отидете во таа категорија и не гответе со жакон. Драги пријатели, ви посакувам убав сон и време е да почнеме сите да размислуваме со собствена глава.